Културно-уметничкото друштво Панче Пешев организираше завршна манифестација на која додели благодарници на спонзорите кои што помогнале да се одржи вториот меѓународен фолклорен фестивал. Пред присутните се обрати уметничкиот директор Мирослав Крстевски, кој истакна дека без поддршка на предпријатијата, но и општината, овој фестивал немаше да се одржи. Нагласи дека годинава фестивалот не добил поддршка од Министерството за култура. Благодарница за успешната соработка доби и Телевизија Плюс. Ние, како организатори, се потрудивме во ова време да обезбедиме еден добар фестивал и верувајте дека во Македонија со најголем број на учесници ансамбли од 5 земји направивме фестивал кој траеше 3 дена во Куманово. Јас на крај сакам стварно да изразам од душа и од срце благодарност на спонзори посебно, помагатели, можеби не сите што ги има на број во самиот проспект, меѓутоа знаеме каква е состојбата, меѓутоа еден поголем дел стварно навистина помогнаа и верувајте дека ова година бевме да не кажам на некој начин не отфрлени, меѓутоа поради проблеми во Министерството за култура, мислам дека изостана финансискиот дел од Министерство. Само што добивме средства од општината 200.000 и уште додатни 60.000, тоа се. Меѓутоа мора да кажам дека во таа смисла доста помогна наши пријатели кои го чувствуваат овој фестивал, гледам како свој. А тој сигурно дека не е само наш, него и ваш и на сите наши граѓани во Куманово. Посебна благодарност Крстевски истакна и до активистите кои го подготвиле настапот на фолклористите од КУД Панче Пешев и работеле согласно здравствените протоколи. Да се надеваме дека до година Министерство нема да не изостави, а знаете зошто не изостави случајот денес на телевизија, бидејќи имал некој проблем, имаше 5.000 приговори дадено, беа средства дадени па вратени каде што, и ние сме и тие од тие едни од 20 година добивме, меѓутоа вративме, раскинеме договори, меѓутоа тие средства каде се отидени, тоа ќе се испитуваат надлежните во Министерство за култура. Наредна година очекуваме 6 ансамбли од 6 земји надвор и 8 ансамбли од Македонија, меѓу кои Мексико, Колумбија, Грузија, Коста Рика и Србија и Бугарија. Значи, иако бидат овие односи сега кои малце ги задобруваме, ќе бидат и 8 ансамбли од Македонија, сигурно поквалитетни ансамбли, а да ви кажам дека голем интерес од градовите од Македонија за учество на овој фестивал. Значи, фестивалот си го наоѓа своето место. Вториот меѓународен фолклорен фестивал е забележан и на видеозапис.